Со традиционалното рачно зажнејување на првиот сноп, а во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, во саботата официјално беше означен почетокот на оризовата жетва во Кочанско. На земјоделските површини на Институтот за Орис беа прикажани обичаите поврзани со жетвата и вршидбата на кочанското бело злато, што годинава е засеано на околу 3200 хектари. На овогодишната манифестација присуствуваа и заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никол Чебавовски, како и членови на општинскиот совет, пратеници, земјоделци и други гости. Поради општата здравствена состојба со COVID-19 во државата, а посебно во Кочанскиот регион, манифестацијата годинава се организираше во скратена форма, без присуство на фолклорни друштва и гости од другите општини и од збртимените градови од странство. Градоначалникот Никол Чуилиев нагласи дека се очекува добар род на оризот, а најави поддршка за земјоделците од општината. Ние не се откажуваме од нашите традиции, туку спротивно на тоа ќе продолжиме и понатаму да ја градиме, надоградуваме културата и се надеваме дека наредната година која ќе го славиме јубилеј од 30 години, 3 децении на оваа манифестација, дека ќе имаме можност без пандемии и во нормални услови навистина да направиме прослава како што заслужува Орисот и како што доликува на кочани и кочанчани. Ова година во делот на поддршката на земјоделието, локалната самоуправа издвои средства од собствениот буџет за изградба на локални земјоделски патишта во должина од 12 километри. Ова пракса ќе продолжи и понатаму. И ова не е единствениот начин на кој што ние ќе продолжиме да го поддржуваме производството на оризот и на сите други земјоделски култури. Тука сме и за соработка и за договор. Продолжување на поддршката за земјоделците, посебно за оризопроизводителите од државниот буџет, најави и заменик министерот за земјоделство. Очекуваме навремена, што е најмногу важно, навремената жетва, за да не се развлече многу, затоа е потребно ангажирање на сите со оние, со комбајните, фирмите кои што и сега по збербените активности кои кај нас со години се можеби занемарени, токму во оризопроизводството се итекако значени. Тоа сигурно ќе биде еден сегмент кој што во иднина мора да се финансира, мора да се финансиски поддржи и од владата, но секако и од бизнис секторот, а тоа е токму зачувувањето на губење на квалитетот после жетвата. Зборуваме сега за зголемена блага, годините ќе бидат врнежливи, климатските промени си го прават своето, така да ова година очекуваме да ја следиме жетвата. Она што сега е најавено е со добар предзнак цената, која што се движи, очекуваме да биде стабилна и секако една развојна која ќе овозможи на самите оризопроизводители да продолжат и да ги одржат овие површини. Во рамки на деновите на Кочанскиот Орис беше прогласен и најдобриот оризопроизводител за оваа година. Наградата ја доби младиот Игорчо Ангелов од Градовци, кој од 20 хектари добил 167 тони ориз од сортите Роналдо, Андреа, Камео и Опале. Наградата ќе ме мотивира уште повеќе да работам. Инаку благодарницата е лично за мене, а финансискиот дел сакам да го донирам за хуманитарни цели. Признание за одличната соработка во организирањето манифестации поврзани со промоцијата на оризот и беше доделено на местната заедница од селото Горни Подлог. Во прикажувањето на обичаите на деновите на Кочанскиот Орис учествуваат членови на Сдруженијето на пензионери од Кочани, а свој музички настап имаше и фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари.